Лопата на коридорот 8 може би заигра, ама никој не ја виде. Денеска стартува реализацијата на договорот за изградба на коридорите, но очигледно само на хартија. Според информациите од Министерството за транспорт и врски, јавното претпријатие за државни патишта почнувале со подготвителни работи, снимање на теренот, подготовка за експроприација и проектирање. Транспорт и врски почнуваат да бараат работници и да бараат локации каде ќе ги сместат. А каде овие работници ќе стартуваат со работа, од властите молк. Паралелно со ова започнува мобилизација на персонал за работа, подготовка на локации за поставување на кампови за градежната оператива, анализа на трасата и можни дислокации на подземните и надземните инсталации, подготовка на постапки за вршење на геотехнички истраги. Како ќе се одвиваат работите, никој не знае, оти договорот никој не го видел. Премиерот упорно уверува дека станува збор за историски проекти, дека нема ништо спорно во договорот, зашто бил склучен согласно специјалниот закон кој се донесе пред 2 години, за да може Бехтел и ЕНКА да го добијат тендерот. Опозицијата критикува дека владата се служи со лаги и предупредуваат оти е подпишан договор со кој ќе се плаќаат пенали. Јасно дојде демантот од амбасадата на еден од овие два стратешки партнери. Јас јавно ја уверувам јавност дека ниту една влада во светот, ниту една влада, освен оваа влада корумпирана ваква каква што е на ДУИ поддржана од малцинскиот партнер СДСМ, нема да посредува во склучување на договори во кои што имаме билатерални релации. Иако американската амбасада се огради од договорот со Бехтел и ЕНКА, Ковачевски тврди дека амбасадата го поддржувала инфраструктурното унапредување во државава. Мицкоски вели дека премиерот и на оваа дилема не дава одговор и дека е лага дека стоја стратешките партнери позади проектот. Овој договор треба да биде споделен со македонската јавност, со вас медиумите. Па вие потоа да отворите на јавна дебата, да можеме да зборуваме отворено очи во очи. Еве, ние отворивме најмалку 10 дилеми изминатиот период, кои што се поврзани со овој договор, за кои што сметаме дека се криминални и дека се историски криминални. Дури јас би рекол дека според влијанието кои што го имаат овие проблематични делови од договорот се поголем криминал од времето на транзицијата, кога практично десетици, би рекол стотици илјади наши сограѓани останаа без работа. Инаку денеска официјално и тече рокот за изградба на коридор 8, односно треба да е готов за 4 години и 7 месеци. Според најавите, изградбата на коридорот 10D пак треба да стартува на 12 мај. Вредноста на договорот изнесува 1,3 милиарди плюс 300 милиони евра за експроприација. За колку ќе се надмине оваа сума откако ќе се испроектира трасата или колку ќе не чини ако не поминат законските измени во собрание, никој не знае, иако тоа се народни пари.